Занимарлив е успехот досега на граѓанските иницијативи со кои граѓаните успеале на партиите или пратениците да им наметнат да донесат одреден закон. Затоа прашавме дали има потреба од промена на постојните процедури кои што генерално се сметаат за сложени. Но добивме мощни специфични одговори. 43,6% сметаат дека постојните процедури се во ред, а тие патем предвидуваат одење во подрачни единици на Државната изборна комисија и давање подпис, меѓутоа, нашите испитаници сметаат дека тоа е во ред и велат дека ако некому му е битно, ќе оди кај да треба за да даде подпис. Додека 35,6% сметаат дека процедурите за собирање подписи треба да се поедностават со воведување на онлайн процедури. Останатите се 9,2% ниту за едната, ниту за другата алтернатива, 10,1% не знаат. Следното прашање, продолжуваме, се во истиот контекст, се однесува на формите и начините на комуникација на граѓаните со властите. Голем процент, 63% сакат тоа да се директни средби, 63,1%, додека останатите се за електронска или писмена комуникација, односно 20,6% се за онлайн комуникација, 12,% за писмена комуникација, 2,7% не знаат или одбиле да одговорат. Но тоа, ако го разграниме тоа, за да видиме колку се пак граѓаните активни или властите отворени кон нив, добиваме исто така поразителни резултати. 71,9% од граѓаните на прашањето дали сте биле вклучени во процесот на одлучување во вашата општина, одговориле дека никогаш не биле вклучени во процесот на одлучување на општината. Само 16,1% е процентот на оние кои што еднаш барем учествувале, останатите показатели се занемарливи. А причините за тоа се во недовербата дека нешто ќе се смени. На прашањето каква е вашата перцепција од вклучувањето на граѓаните во процесот на одлучување, 41,7% се изјасниле дека нема никакви ефекти. Дополнително 15,7% сметаат дека ефектите се негативни или на она песимистичка страна кумулативно имаме или заедно имаме некаде 57,4% или само 30,4% кумулативно на оние кои што сметаат дека ефектите се позитивно. Како до поголема мотивација, прашавме и што вас лично би ве мотивирало да учествувате во консултациите на локално ниво. Клучниот одговор кој што го дале 44,5% од испитаниците е дека е тоа важноста на темата. Не се занемарливи и процентот на оние кои што очекуваат лична покана од локалните власти или учество на советниците и градоначалниците на тие дебати. Мојот заклучок Сања би бил имаме отуѓена власт од граѓаните, а тоа го сугерираат и следниве две прашања. Дали советниците, односно пратениците, се достапни за граѓаните? И тука имаме исто така не баш позитивни одговори. 38,3% одговориле дека никогаш не се достапни. Ретко достапни пратениците или советниците биле за 32,6% од граѓаните, повремено се достапни 16,6% или секога се достапни 6%, некаква позитивна страна кумулативно од 23%. И тука имаме во овој контекст уште едно прашање, а тоа е дали вие лично контактирате за прашање од јавен интерес со пратениците од вашата изборна единица. И еве ги резултатите. Иако е со жолто, одговорот е не, 49,1%. Не, но причината е затоа што не се заинтересирани. Специфичен е вториот процент, 29,6%, кои што одговориле не, но затоа дека не контактирале, но затоа што не знаат како, а само 12,4%
изјавиле дека контактирале со нивните пратеници преку така наречените пратенички канцелари. Апатични граѓани, оттуѓена власт или нешто трето? Што е причината? Сања, имаме доволно показатели за анализа. Повелете.